Добро вечер, вести на Канал 5. Судот, обвинителството и адвокатската комора во пресред на првото судско рочиште за трагедијата во Кочани, во која загинаа 63 лица, уверуваат дека судењето ќе биде фер и ефикасно, без одолговлекување. Од кривичен велат дека неделно ќе се одржуваат по 2 рочишта. За ова Михајло Видимлиски. Обвинителството доставило предлог за спојување на судската постапка против сопственикот на агенцијата која ја обезбедувала дискотеката Пулс со предметот во кој се обвинети 34 лица. Одлуката за спојување судејката Дијана Груевска-Илиевска најверојатно ќе ја донесе на првото рочиште за случајот закажано за 19 ноември. Ова помеѓу другото беше посочено на брифингот со новинарите, кој денеска го одржаа председателката на кривичен Даниела Димовска, државниот обвинител Љупчо Коцевски и председателот на адвокатската комора Љубомир Михајловски околу техничките предизвици и организацијата на текот на судењето. Следната недела овде во судницата во Идризово, на обвинителна клупа за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, ќе седнат 34 физички и 3 правни лица. Станува збор за еден од најкомплицираните предмети, со оглед на големиот број на оштетени лица, но и сензибилитетот на предметот и јавниот интерес. Освен на 19, судот закажа уште 6 рочишта за до крајот на овој и почетокот на следниот месец. Председателката на кривичен Димовска очекува дека како суд ќе се соочат со многу предизвици. Сакаме да обезбедиме фер постапка која ќе зависи од повеќе страни, вклучително и обвинителството, одбраната и медиумите. Основниот кривичен суд ќе преземе се што е неопходно за да се обезбеди што е можно побрзо и поефикасно судење. И од адвокатската комора сметаа дека на адвокатите ќе им се обезбедат добри услови, но и порачуваа дека нема да дозволат прекршување на законот за кривична постапка. Транспарентна постапка очекува и републичкиот обвинител Љупчо Коцевски. Досега прибраниот доказен материјал е обемен и сигурен сум дека постапката ќе биде ефикасна. Одлуката за проширување на обвинителскиот тим е донесена со цел да се овозможи ефикасност на постапката, која очекувам да биде транспарентна. Обвинителите истрагата ја водеа по сектори, па на судењето ќе доаѓаат согласно делот од доказите што ќе се изведува. Дека очекуваа да се открие вистината и да се обезбеди правда за младите животи што беа загубени во трагедијата. Претходно порача и родителите и семејствата на жртвите. Пред почетокот на судскиот процес, тие в сабота во Скопје ќе излезат на марш за ангелите, кој ќе започне во 12 часот и 5 минути на плоштад Македонија, од каде што ќе продолжи пред собранието, а ќе заврши пред кривичниот суд. Коалицијските партнери зад затворени врати ги почнуваат разговорите околу најавената владина реконструкција. За сега е неизвестно дали вреди сепак ќе добие ресор плюс во владата и дали Беким Сали ќе ги преземе двете испразнети позиции на Изет Меджити. Министерот Муцунски вели, не е во прашање бројот на местата, туку квалитетот на кадрите. Имаме тековна комуникација која што трае, ќе се случува деновиве и ќе продолжи во следниот период со сите наши коалициони партнери. Не сметам дека договарањето или воспоставувањето на условите треба да го правиме преку медиумите. Јас сум убеден дека во следните денови ќе биде постигнат договор кој што ќе биде насочен пред се кон зголемена ефикасност на владата. Не се работи за бројот на местата на коалициониот партнер. Се работи за прашањето за капацитетот на поединците, нивното знаење, нивното искуство и како тие ќе придонесат кон институциите што посакуваат да ги предводат. Државната изборна комисија го потврди изборот на градоначалници во општините Карпош, Брвеница и Шуто Оризари, Сотир Лукровски, Јовица Илиевски и Курто Дудуш и официјално може да ги превземат градоначалничките функции во овие општини. Заклучи Државната изборна комисија на денешната седница, откако Управниот суд ги отфрли поднесените тужби по приговорите поднесени за начинот на гласањето и сумирањето на гласовите во овие 3 општини. Државната изборна комисија донесе и заклучок дека локалните избори во Гостивар, Врапчиште, Маврово, Ростуше, Центар, Жупа биле неуспешни поради неисполнет цензус и дека за тоа ќе го информираат собранискиот спикер Африм Гаши со цел распишување нови избори за градоначалник во овие 4 општини.
Градоначалникот Ѓоргиевски најавува дека доказите за незаконското работење ќе ги достави до обвинителството. Тој ги отфрла тврдењата на неговата претходничка Арсовска околу отпуштените од јавните предпријатија. Секој што направил злоупотреба треба да одговара, порача градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски, кој најави дека доказите за незаконско работење ќе ги достави до обвинителството, откако оттаму претходно го повикаа да го направи тоа. Тој посочи дека веќе имал средба со финансова полиција и дека како град Скопје им стојан на располагање. Прашан до која инстанца би можела да оди истрагата и дали би ја опфатила и највисоката градска функција, Ѓоргиевски рече дека ќе остави истрагата да покаже. Јас немам намера никого да го штитам, вклучувајќи се и себе си. Секој што направил одредени прекршувања, за тоа треба да одговара. И тука треба законот да биде јасен за сите, но и постапувањето треба да биде подеднакво за сите. Значи не е доволно само моментот што некој правил злоупотреба земајќи плата. Тука треба да има и командна одговорност на оној кој што сето тоа го потпишувал, но и на директорот што го одобрувал на крајот на денот. Ѓоргиевски ги отфрли како неточни тврдењата на неговата претходничка Арсовска дека 500 отпуштени од јавните предпријатија честно си ја вршеле работата. Дополнително одговори и на нејзиниот повик за дуел. Има таму лица, но еве во интерес на истрагата не можам во детали да влегувам, кои што дури се наоѓаат во куќен притвор или се затвореници. Замислете да земале плата од градот Скопје. Се сонесува на бивши политичари кои што имале шанса дадена од граѓаните, но го потрошиле за апсолутно ништо мандатот. Немам што да коментирам. Ете, тие треба со други институции да комуницираат, не со мене. Мислам дека моето погрешно да не бидам разбран, не ниво, туку мојот фокус во наредниот период е средување на состојбите поврзани со хаосот и нередот што го стаја во градот Скопје. Арсовска претходно на социјалните мрежи го обвини Ѓоргиевски дека со чистката отворил простор за партиски кадри и побара јавно да ги објави имињата на отпуштените. Градоначалникот кој беше на почетокот на изградбата на Мегапарк во Бутел категорично ги отфрли обвинувањата на Арсовска, а имињата вели дека нема да може да ги објави поради заштита на податоците. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.